А продолжуваме со добро утро секое утро и мојата колешка Сузе го пречека и нашиот втор гостин во студиото и јас ќе му кажам добре дојде на Благојче Наумовски бане, ликовен уметник, каде што ќе зборуваме за урбаните трансформации и вашата изложба. Меѓутоа јас Сузе имав можност да погледнам од она што беше намеса во нашиот ходник каде што се седиме и си пиеме кафе и имав можност да погледна. Арно, ама многу време ќе ми е потребно за да прочитам за вашата биографија. Благодарам. Читав и не успеав до крај. Јас ќе кажам секоја чест. Многу изложби реализирани и продолжуваме понатаму и секако како врвен уметник посакувам уште многу успеси, но пред сте добро утро и добре не дојдовте, да сте жив и здрав. И уметноста е онаа која што треба сите ние во себе да ја негуваме, но вие сте оние врвните уметници кои што на свој начин знаете тоа да го искажете. Повелете се. Ти благодарам многу, Слободанче, и убаво каже, уметноста не се чита, да се читаше, со читање сите ќе ја практикувавме уметноста, уметноста се живее. Веројатно со доза на уметност и се раѓаме и потоа ја растеме и ја развиваме. И од мене официјално добре дојде за Благојче Наумовски бане. Добро ве најдов. Ликовен уметник и декан на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет. Добро утро и на вас. Ви благодарам за поканата, за малце да поразговараме за моето ново творештво, за мојот нов проект што сега го работам. Одлично. На само ден-два пред 23-та самостојна изложба, бидејќи 22 самостојни веќе имате позади вас, ви украдовме малку повеќе време, иако знам дека секоја минута овие денови ви е драгоцена. Поставувате изложба со многу дела, 54 дела вкупно на изложбата, а покрај тоа и крај на мај месец, кога и со студентите имате многу ангажмани. Да, и со нив имаме годишна изложба која ќе биде на 2 јуни во лабораториум, тоа е во Европскиот универзитет, така да и со нив се спремаме, постојано работиме. Сега е моментално подготвителна недела на Факултетот за арт и дизајн, каде што бираме, сумираме се што се сработило во првиот и вториот семестар, за да се представат во најдобро светло. Колку убаво. Можам само да замислам колку уживаат студентите кои што ја одбрале оваа професија, знаејќи дека имаат професори и ментори како вас таму сите. Бидејќи многу добро ве познавам, можам да замислам каква убава авантура се студиите на арт и дизајн, за кои што имаме се уште интересенти, нели? Се уште имаме уметници кои што, млади луѓе кои што се определуваат за оваа професија која може да ги однесе и далеку во светот, како што и вас ве има уметноста однесена во многу земји ширум светот. Од она што и Слободанка зирнала мојата колешка, а и јас вас на вистина ширум целиот свет ве има однесена уметноста. Па не баш ширум целиот, но во поголем дел од светот, така да се уште сега се навратив, имав една мала кратка пауза, но сега се посветив постојано на таа интернационална кариера, но врските што ми се на Факултетот за арт и дизајн, колку што можат да го дозволат тоа, сепак се го правам, но во голема мера сакам да се посветам на интернационалната кариера, но на тогашната, на сегашната домашна публика, која што ми е многу важна и секако надвор во светот. Да, ајде на крајот, ако имаме време, ќе се навратиме повторно на таа интернационална ваша приказна и каде при крајот на годината ќе изложувате. Сега малку да се фокусираме на урбаните трансформации кои што ќе ни бидат актуелни. Еве имаме патеми инсерти, ќе гледаме дел од сликите, дел од сето она кое што ќе биде изложено веќе задутре, како се случија и колку време се создава урбаниве трансформации во боја, светлина и динамичност. Урбаните трансформации настануваат напоредно, значи после пандемијата јас настапив со еден нов проект што се викаше Пукнатини трансформации, бидејќи бевме затворени, тоа беше еден период чуден период, да кажам, во човештвото, баш во кога ти е ограничена слободата, кога бевме ограничени, кога идев за на работа или кога ќе прошетав, ги разгледував тие пукнатини наоколу што се наоѓа и барав нешто убаво да прикажам во тоа. Затоа што го барав тоа што е зацкриено позади пукнатините, како
како еден ликовен израз со кој што можам да го искористам за понатаму јас да се реализирам како автор. Така што после таа изложба настана напоредно и урбани трансформации. Значи, јас не останувам на еден проект, току континуирано одам од еден во друг проект, така кажано ги скокам, да, но има една мала поврзаност помеѓу нив. Тоа е геометријата што одсекогаш ме фасцинирала, одсекогаш го привлекувала моето внимание, неголемо внимание, така да тие урбани трансформации гледаме насекаде околу нас. Тоа се еден вид на мали сегменти од еден поголем мозаик на бруталистичката архитектура, која што ми е пред се императив за овој проект. Таа грубост што ја носи во себе, но покрај таа грубост ја има таа нејзина импозантност, големина, исто така чистина, прецизност во формите, прецизност во геометриската структура и така да тоа ме инспирираше да јас пристапам на еден абстрактен начин да ги пронајдам тие сегменти од таа урбана трансформација, односно тие геометриски елементи со кои што јас повеќе ќе ги или доорганизирам, доструктурирам, или пак ќе ги направам поабстрактни, за да малце го испровоцирам и гледачот во сета таа приказка. Така. Колку е едноставно или пак сложено да се направи една таа симбиоза помеѓу материјалното и абстрактното? Тоа е баш што е уметноста, всушност. Да се направи една симбиоза помеѓу абстрактното и објектното, тоа е голема умешност да се постигне, бидејќи абстракцијата сама по себе е емоција. Но објектното, кој го имате еден чист објект, односно и форма, вие таа да ја доабстракирате, да направите нешто што можело да на некој асоцијативен начин да биде или ова, или она, со тоа постигнувате еден фин уметнички творечки резултат со кој што навистина понатаму може да ја натера публиката да размислува што се тие урбани трансформации, зошто баш на тој начин тие се прикажани, со што го воведувам рецепиентот да се запрашува и да бара всушност многу одговори на своите прашања. Една асоцијативна геометриска абстракција преку која тој самиот од себе ќе си даде свој заклучок дали ние во овој општество каде што навистина секојдневно се случуваат урбани трансформации, за жал негативни, бидејќи Скопје како град е направен да биде на друг еден урбанистички план, не на овој што сега се наоѓа, така да јас ја барам таа убавина, но пак како што кажав, се држам до начелата на минимализмот, до начелата на брутализмот како правец во архитектурата, таа строгост и му давам една ликовна сликовита форма. Одлично. Јас верувам дека на студентите многу им е интересно да им ги раскажувате овие нешта и да ги поттикнувате, да ги насочувате да размислуваат на сличен еден ваков начин. Пред малку на почетокот многу убаво кажавте дека уште во периодот на пандемијата сте ја почувствувале потребата да видите подалеку од пукнатините, подалеку од она што го гледа окото на обичниот човек. Велам обичниот, бидејќи уметниците од секогаш сум ги доживувала не исти како обичните луѓе, затоа што окото на уметникот може да види многу подалеку од обичното око на луѓето кои што го немаат во себе она уметничкото. Ве доживувале ли некогаш како чудни поради тоа што како можете да видите како несфатени? Да. Јас па за некоја волја на вистината сум од уметниците што сака да биде сватен. Значи да не бидам од таа чудна сфера, категорија на луѓе, така што се бавам со одредени општествени проблематики во кои што го прикажувам моето творештво, започнувајќи од да кажам, абстрактен експресионизам, преку тоа одење на фигуративност, па преминување на асоцијативна абстракција, за се да стигнам до спојување на наука со уметност. Односно, еден период истражував квантна физика, односно, долго време во моето творештво тоа беше, така што воведов еден инсталацијски проекти различни, каде што ја истражувам енергијата на што не обкружува околу нас и сето тоа водеше постепено кон таа чиста форма геометријата.
Значи, уште од самите почетоци, така што геометријата како еден ликовен елемент би ја користели понатаму, но во различни тематики. Така. Ќе прочитам само еден дел од ова Слободно. убав текст, рецензија на професор доктор Гордана Вренцовска, со која сте многу блиски соработници, колеги, знам дека во многу нешта се надополнувате. Вели вака, најновиот творечки циклус на ликовниот уметник Благојче Наумовски Бане, со наслов Урбани трансформации, е продолжување на неговото трагање по визуелните сензации во урбаните простори, кои го обседнуваат авторот со своите динамички композиции, геометризмот и игрите помеѓу материјалноста и абстрактното. Како што и тој самиот вели, овој проект се фокусира на деконструкција на елементи од урбаните структури, каде се издвојуваат и интерпретираат геометриски форми и волумените што го дефинираат брутализмот. Верувам дека во светот на уметноста има луѓе кои постојано ви поставуваат прашања поврзани со овие геометриски форми, со тој брутализам и со цело она кое што абстрактното треба да го смести во некаква форма, во некаква геометрија, што мене, да речеме, од моја гледна точка ми изгледа прилично сложено. Колку време се изработува едно вакво дело? Па започнав пред една година, тоест да константно да работам на овој проект, започнав баш минатата година зимскиот распуст кој го имавме, баш со еден мој студент, сликавме во ателието, како баш во тој распуст и постојано се надоградуваш. Од една приказка одеше во друга приказка и ми стана доста интересно да истражувам подлабоко и подлабоко, но пред ова па би кажал веднаш после изложбата Пукнатини трансформации започнав со истражување за проект Урбани трансформации, бидејќи Скопје или градовите во Македонија, на Балканот поготово, лежиме на доста одлична, фасцинантна, бруталистичка архитектура, такви импозантни дела како што е поштата, студентскиот дом, па и разни други архитектонски зданија, така да тие доста ме фасцинира да трагам во нив, да пронајдам нешто што е поабстрактно во таа грубост што ја носи самиот по себе, како грубост, кога кажувам грубост, мислам на материјалот, на бетонот, на таа цврстина. А иначе тоа се чисти и доста одлично исконструирани елементи. Со тоа што ми дава инспирација, но и провокација и кон мене, но и кон гледачот да се пронајде нешто подлабоко во тоа, да се смести, како што кажавте вие, во една абстрактна, еден сегмент, да кажам, од целиот тој мозаик, едно мало камче, а ако го гледаме како опширна, голема слика, тоа е навистина нешто поимпозантно од нас самите. Одлично. Зашто најмногу се определуваат студентите на вашиот факултет и колку одсеци имаат можност да бираат кога се одлучуваат да дојдат кај вас? На факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет имаме 3 модули, тоа е графички дизајн, моден дизајн и дизајн на интериер. Во последниве години можам да кажам дека најмногу се определуваат за графичкиот дизајн, но гледам дека веќе изминатава година и дизајн на интериер ја добива таа заслужено место на нашиот факултет, со одличен кадар се разбира, каде што студентите навистина се доста заинтересирани, бидејќи ако земеме во предвид интериер дизајн, како и графички дизајн, ги става моден дизајн настрана, како исто така доста баран на пазарот, се во голема експанзија. И веројатно и можноста да напредуваат и да најдат да работат подобро од работно дома, место. секако дури имаме студенти кои што од втора година ги праќаме на пракса и од втора година започнуваат да се вработуваат, но и од самата прва година доаѓаат веќе како фриленсери, значи тоа веќе во пракса во целиот свет, студентите знаат што е добро, знаат што сакаат новите генерации, што е многу битно. Имаме доста талентирани генерации, што навистина на секој професор, на секој асистент му дава стимул за да работи понатаму, да го сака она што го работи, бејќи кога имате такви млади луѓе обкружени, ние плюс учиме взаемно и тие од мене и јас од нив, така да се надополнуваме константно. Одлично.
Го споменавте на работењето од дома, кое ни стана некое ново нормално по постпандемискиот период, Да. но вашата професија па и дозволува таков начин на функционирање, затоа што ми се чини дека и не е пресудно директното присуство, физичкото присуство на студентот. Присутно е на факултетот за арт и дизајн, ни е потребно физичко присуство, се извинувам, од причина што кај нас 70% е практична работа, за разлика од другите факултети. 70-80% би рекол, другото е теоретска. Говорам за предмети како историја на уметност, историја на дизајн и останати предмети кои што мора да се теоретски, но останатиот дел е практичен и студентите во најголема мера треба и се присутни на предавањата и на вежбите на факултетот. Да. Јас посакувам на вистина и во оваа следна уписна година академска да добиете студенти кои што ќе бидат достојни идни уметници и ќе се пронајдат себе си, ќе бидат индивидуалци, креативци, но и ќе го примат цело ова ваше знаење и искуство кое што можат да го добијат на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет и на сите оние годишни изложби за каква една и се спремате сега, само ќе ни потврдат колку многу таленти имаме ние и колку луѓе со широки визии, со широки погледи кои што гледаат многу подалеку од пукнатините, како што рековте и вие пред малку. Кај да се навратиме уште кратко на изложбата, да ги поканиме сите гледачи, сите оние љубители на уметноста и оние кои што сакаат да го искористат овој мај кој е чуден мај, ладен мај, ама колку и да е ладен, нас не може да не исплаши дотолку да не можеме да се дотераме и да си отидеме на една многу убава изложба и да си сретнеме таму луѓе од уметничкиот свет, малку и да поразговараме, се разбира, и да ги смениме мислите. Тоа е поентата, нели? Така е, ги поканувам сите кои што сакаат уметност, кои што сакаат да видат нешто ново, нешто убаво, да дојдат во четврток во 19 часот во културно-информативниот центар Империјал 1, да ја посетат изложбата Урбани трансформации, со кое што ќе навлезат во еден поинаков свет, поинаква представа на она што гледаме денес, обкружени од тие архитектонски зданија, со кои што јас, како што и самата прочитав, не ги деконструирам и ги правам малце по различни од тоа што се, но всушност ако убаво се навлезе во целата таа структура и текстура на самите архитектонски делови, што ми се како еден тип на инспирација, ќе видите дека ја всушност само ги позајмувам нив, со што ја дозголемувам нивната убавина. Така, одлично, многу интересно, ама сигурна сум дека и ќе им подобјасните нешто на сите оние кои што ќе сакаат да дознаат што се крие позади сите овие линии. При крајот на годината се подготвувате за уште една голема изложба самостојна во Њујорк, така нели? Тоа е сосема нов проект, различен од досегашните во Њујорк, здравје на 14 ноември. Ќе бидам таму 10 дена во Македонскиот културен центар Галерија МС, каде што ќе се представам со сосема нешто друго. Нешто поразлично од тоа досега што беше, но повторно ќе кажам дека е во рамките на геометриската перцепција на нештата. Браво. Бане, колку се комплицирани или лесно изводливи или подвижни овие сите нешта, сите сегменти околу поставувањето, знам дека не е така едноставно и во земјава и во градов да се постави изложба, камоли некаде далеку од Ако имате добар тим, луѓе со кои што соработувате, колеги, тоа е навистина лесно. Јас и сум благословен што имам добри колеги кои што се почитуваме, соработуваме еден со друг, си помагаме еден на друг, така што да, може да биде комплицирано, да некогаш можете да бидете one man show, што викаат, но некога во поголемиот дел е со голема поддршка и од семејството, што сум премногу благодарен, но и од моите колеги, па и студенти кои што се тука секогаш и да помогнат, и да научат. Ви кажав, взаемно учиме. Тоа е многу добро. Тоа е одлично. Тимската работа прави чуда. Јас многу ви благодарам што ова утро... Ви благодарам на поканата многу. Дојдовте, ја најавивме изложбата, кажавме нешто што можеби многу ми на него имаат никогаш забележано за таа
совршена геометрија во абстрактното, но многу повеќе ќе дознаете доколку ја посетите. Една недела сигурно ќе биде 10 дена сигурно ќе биде, но може и повеќе. Така, одлично. Многу среќа, многу успех. Ако нешто не ме спречи, ќе дојдам и јас на отварањето. Ве очекувам.